Во првите утрински вести во 8 часот, време и за новата тема која што веќе ја најавивме во Македонија наутро. Грижата за децата е неопходна за здрав раст и развој. Децата без родители и родителска грижа имаат предизвик плюс и бројни предизвици во самиот систем. Дека со родители покрај себе како поддршка е многу полесно, знаеме, па токму затоа ово утро со представници од СОС детското село зборуваме за згрижувачките семејства во Македонија кои на голем број на деца им дадоа можност да создадат успешна животна приказна. Оваа тема ја отвараме со Магдалина Илиевска, стручен соработник за обука и проценка на згрижувачи во СОС детското село. Добро утро и добре ни дојдовте, Магдалина. Добро утро и ви благодарам што ме поканивте да учествувам во вашата утринска емисија. Задоволството е наше, отвараме тема која што е многу убава и за која што сакаме да продискутираме токму поради бенефитот од неа за многу дечиња. Сите светски трендови во социјалната заштита зборуваат дека најдобра грижа за децата се форми кои што овозможуваат семејна средина. Тоа за многу деца и во нашата држава се згрижувачките семејства. Која е нивната улога и зошто се неопходни да ги имаме? Вака, згрижувачките семејства се многу значајна форма на грижа, посебно за децата без родители и родителска грижа. Едно општество кога ги има згрижувачките семејства покажува дека се грижи за детските права и дека се грижи за децата без родители и родителска грижа за нивната иднина. Згрижувачките семејства се форма на грижа која што пробува приближно да ја доближи семејната средина која што на детето во одреден период од животот му е потребна и која поради некои потешкоти во неговото биолошко семејство не е овозможено истото да му ја обезбеди. Оние функции и активности кои што неговото биолошко семејство во моментот е спречено да ги извршува, тука е згрижувачкото семејство, кое што води грижа, нега за здравјето на детето, ги обезбедува сите потребни лекарски прегледи, го следи здравјето, неговите здравствени потреби, ги обезбедува образовните потреби на детето, значи исто така се грижи за идентитетот, традицијата, културата од која што тоа дете потекнува. Се гледа целиот тој контекст на потекло од каде што детето потекнува, да се префрли во згрижувачкото семејство, без при тоа детето да почувствува некакви трауми, стресови поради она што се случило во неговиот живот. Згрижувачко семејство навистина една убава, благодарна, благословена улога која што може да ја добие човекот. Каков е трендот статистички во Македонија? Колку згрижувачки семејства имаме? Каква е реалната потреба на терен, односно колкава е бројката на дечиња на кои што им е потребен згрижувач? Можеме ли да дадеме одговор на овие прашања? Така, прво што го кажавте дека е благословена работа, навистина е така. И ви благодариме ви во името на цело СОС детско село затоа што обрнувате внимание на ваква тема. Вие сте сите херои за нас, јас тоа и го кажувам секогаш јавно, бидејќи навистина правите една убава работа и се пренесува една убава порак. Во ова време, денеска модерно во кое што живееме, брзо време, навистина убаво е да се зборува за ова. Така е, меѓутоа и вие сте херои со нас кои што учествувате во нашата мисија, тоа е да обезбедиме што поголем број на згрижувачки семејства. Кои што и ве согласно ова прашање кое што го поставивте, нормално нас ни е потребен. Ние имаме згрижувачки семејства, но бројката секогаш не ни е доволна, ни требаат уште згрижувачки семејства статистички. Во рамките на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства на СОС детско село ние располагаме со 80 згрижувачки семејства во кои што од прилика се сместени 140 деца и корисници, од кои што повеќето се деца. И ние, значи, како Центар за поддршка сме надлежни за југоисточниот регион на Македонија, Вардарскиот и делот Скопје. Меѓутоа, освен на нас, на територијата на Република Македонија функционираат уште два центри за поддршка, од кои што едниот е 11 октомври, а другиот е Дом за мали деца и доинчиња од Битола,
кои што исто така покриваат одреден дел од територијата и имаат згрижувачки семејства и деца. Спомнавте колку семејства има, на колку деца има обезбедена грижа, на колку дополнително има е потребна? Значи, дополнително е потребна, посебно значи за деца кои што се со попреченост и помали деца, односно новороденчиња. Тука секогаш значи се бориме да испромовираме, па и нашите кампањи се во таа насока, значи да обезбедиме што поголем број на згрижувачи и нели лобираме да се обезбеди дополнителна финансиска поддршка за семејства кои што би прифатиле понатаму да се грижат за деца со попреченост и потешкоти нели во. А кога сме веќе кај семејствата, доколку едно семејство размислува да стане згрижувачко семејство, кои недоумици најчесто се јавуваат? Кои прашања ви ги поставуваат пред да се одлучат за да станат згрижувачи? Така да. Па вака, најчесто лицата кои што се заинтересирани за згрижување прашуваат прашања од неколку области. Првично прашуваат за делот што се е потребно да станам згрижувач, кои процедури треба да ги завршам, кои документи да ги поднесам, колку долго ќе трае таа процедура. Исто така прашање кое што често е поставувано е како згрижувањето ќе влие на моето биолошко семејство, што би правела ако детето пројави проблематично однесување, нели понатаму, обично тоа се прашања што ги поставуваат на почетокот, меѓутоа понатаму кога веќе детето ќе се адаптира, ќе се приврзат, прашуваат што ќе се случи, како тоа емоционално ќе ме погоди, сега се приврзавме, а детето ако треба да си оди, што ќе биде со тоа. Исто така прашуваат лицата за финансиската поддршка, која што дали ќе добиваат финансиска поддршка, за што е намената таа финансиска поддршка. Исто така за правните ингеренции на детето, дали сум јас одговорен, дали можам јас да носам одлуки за детето самостојно или треба да се консултирам со старател или друго стручно лице и дали понатаму ќе имам можност ова дете да го посвојам, нели? И исто така доста често поставено прашање дали ќе добивам стручна помош и поддршка додека го згрижувам детето во моето семејство, бидејќи никој од згрижувачите, на секој од згрижувачите му фали таа поддршка и никој не сака да биде оставен сам во тој процес. Ќе одиме во Струмица да пренесеме една убава приказна како функционира едно згрижувачко семејство во Струмица, од каде љубовта да се вдоми дете без родители, кои се предизвиците и што треба да се превземе во иднина. Колегата Вања Трајков ни се надоврзува на оваа тема во продолжение. Добро утро и повтор пат од Струмица. Се јавуваме директно од Центарот за поддршка на згрижувачките семејства на СОС детско село овде во Струмица, кој што беше неодамна отворен за поддршка на згрижувачките семејства овде во Струмишкиот регион, како што и досега сме кажали или информирале досега, односно во овој дел од државата има 25 згрижувачки семејства. Но впрочем, како функционира едно згрижувачко семејство, кои се проблеми, предизвици или па како дојде до идејата, разговараме со Елисавета Ничева од Василево, едно од згрижувачките семејства овде во Струмишкиот регион. Благодарам, Ничева, што се озвавте на нашата покана. Како дојде до идејата да згрижите деца без родители? Од кога е ова? Колку имате згрижено? Едно дете имаме сега за сега. Идејата дојде од љубовта што ја чувствуваме спрема децата. Ние немаме наше дете со сопругот. Случајно во разговор морам да и се заблагодарам на мојата Золува, сестрата на мојот маж. Таа ја покажа идејата, ни ја соопшти за згрижување на дете. Стапивме во контакт исто со далечна роднина. Поздрав Дубове. Таа не упати до контактите со Центарот за згрижување, со СОС детско село, и ни објаснија како оди процедурата. Идејата ни се допадна затоа што имавме можност да усрехиме едно несреќно дете кое живеело во недобри услови, доживеело страшни трагедии или така нешто. И тоа ни даде поттик уште повеќе да се залагаме за да бидеме згрижувачи.
Тешко ли да се биде згрижувач? Еве, вие сте се одлучивте на овој чекор, да отворите врати на едно дете. Тешко ли е да биде? Кои се оние? Може ли да го опишете вашиот ден, како функционирате во рамките на семејството? Па, имам доста предизвици. Таквите деца носат со себе голем товар. Тие имат некои, можам да кажам, доста тешки травми. Тие не знаат како да го уживаат животот како сите нормални деца. Така да ние сме тука за да им дадеме поддршка, да ги опатиме, да бидеме тука со нив кога им е најтешко, да им покажеме дека можат да се чувствуваат безбедно со нас, да ни веруваат. И тоа е секојдневна борба која се случува секој ден со таквите деца. Затоа што тие се научени да немат верба во никого, дека не се доаѓа така лесно, не доаѓа се со убаво. Тие се некои моменти кои што ги поттикнуваат да станат некојаш и одбивни, да изреагираат и бурно спрема згрижувачите. Меѓутоа, со сета таа љубов и трпение што ги покажавме ние со нашето дете конкретно и во контакт нормално со другите згрижувачи, сите тие моменти се надминуваат затоа што веќе стекнуваат доверба во нас, се чувствуваат сигурно и веќе ја гледаме таа искрена среќа по нивните очи. И тоа е најголемиот дар што може да го добиеме. Предпоставам дека најтешко ви било во почетокот кога сте згришиле. Имавте ли поддршката од СОС детско село, нели овие први чекори? Да, секако. Нас лично, мислам, како семејство и како згрижувачи, имавме дури во почетниот период на адаптација, имавме еден трагичен случај, почина таткото на нашето дете, така да тој го прими тоа доста тешко. Меѓутоа, во таа ситуација, комуникацијата меѓу Центарот за социјални работи, Центарот за згрижувачи, беше секојдневна. Добивавме и насоки, и поддршка, имавме контакти, посети, така да детето, некако можам да кажам дека многу лесно го надмина тоа. Или се кои се оние најголемите проблеми? Имате ли поддршката од заедницата? Сепак, може ли се рушат стереотипи во Василево од каде што доаѓате? Имате ли поддршката од роднини, пријатели, со оглед дека отворивте врата на дете без родители? Можам да кажам дека сме поддржани од целата заедница. Фамилијата наша беше толку искрена, среќна и задоволна и не поддржа во секој поглед, не излегува во сусрет секојаш кога ни затребува некако помош или поддршка. Исто така и средината, значи и во училиште немавме никаков проблем, во Василево исто немавме никаков проблем. Напротив, луѓето беа воодушевени и не нарекува како херои, храбри луѓе, што сме се одлучиле на таков чекор. А поддршка од државата имате ли како згрижувачко семејство? Имат, да. Не можам да кажам дека немам, меѓутоа, сепак, таа поддршка треба да биде во поголем обем, бидејќи се зголемува и бројот на згрижувачките семејства, трошоците растат, така да и децата треба да имат некоја своја стабилност и сигурност, па дури од кога ќе излезат од системот на згрижување. Вчера реков во најавата дека сте вие едно од 25 семејства овде во Струмишкиот регион кој што има згрижено деца. Поминавте еден пат, среќни сте, забележувам, прифатени од заедницата. Кој е она порака што сакате да ја опатите до сите оние кои што се заинтересирани останатите семејства? Па да не размислуваат. Борбата е необична, предизвикувачка, точно, ама наградите се прекрасни. Самиот лик на детето која ќе почувствува веќе дека е во сигурна средина, дека може слободно да живее, да дише, да се смее, да се радува на животот како секое нормално дете со нормално семејство, да кажам, неописиво. Кога ќе дојде да те бакне, да те гушне, и кога ќе ти рече, јас тебе многу те сакам. Тоа е веќе, не знам, солзи питат. Значи, ова е порака до останатите. Да не размислуваат, значи, секој дете заслужува да биде среќно. Секој дете. Не треба да ги оставиме таквите деца да живеат во таков темен свет. Да им покажеме што е светлина, што е љубов, што е радост, што е уживање во животот. Да ги поддржиме. Мичева, јас ти благодарам на овој разговор. Ова беше
Благодарам уште еднаш. Ова беше Елисавета Ничева, една од 25 згрижувачки семејства овде во Струмица. Беше кажано дека претежно најголемиот дел се по роднинска линија овде згрижени, а од неодамна во Струмица, рекохме, отворена подрачна канцеларија на СОС детско село, на Центарот за поддршка на згрижувачките семејства, кои што ќе нудат секако помош и поддршка на сите оние семејства кои што планираат да ги отворат своите врати за деца без родители или пак деца кои што имаат одредена попреченост. Студио? Благодариме, Ване, да не кажеше ниту еден збор со говорничката, ќе разбиравме се преку емоцијата. Да. Да, благодариме. Благодариме за колегата Ване Трајков. Магдалена Илиевска, стручен соработник за обука и проценка на згрижувачи во СОС детско село, е наша гостинка токму на оваа тема. Магдалена, ајде да објасниме околу условите. Што се е необходно едно семејство да стане згрижувачко? Јас еднаш бев преку Македонската радио и телевизија кај вас во СОС детско село, потврдив како доаѓаат и ги подготвувате луѓето, имате обуки, имате предавања, односно уште од самиот старт, сакам да кажам, не се оставени сами на себе. Ги запознавате со улогата во која што треба да влезат. Па ајде, ако можеме накратко во неколку црти сите тие чекори да ги објасниме. Така. Да, Ване, ти имаше искуство директно кај нас кога дојде и снимавме и тогаш емисија и виде точно како живеат и во кои услови живеат децата. Но за да дојде до таа ситуација која што тие виде, нели ја искуси, потребни се претходно на доста подготвителни чекори. Значи, најпрво, за да едно лице стане згрижувач, има критериуми кои што се пропишани од државата, односно од Министерството за труд и социјална политика, од Центрите за социјална работа, но кои што ги застапуваме и ние, а кои што се критериуми за да едно лице стане згрижувач. Кои се тие? Значи, тоа е лицето да е полнолетно или брачниот пар да се полнолетни, да се државјани на Република Македонија, да се во добра општа здравствена состојба, да не бидат евидентирани во казнената евиденција, да не има одземено родителско право, да не е одземена деловна способност. Исто еден од клучните критериуми е да се информираат, да се воведат во згрижувањето преку обука, која што ние како Центар за поддршка ја тековно ја обезбедуваме. И други критериуми со кои што секој лице кое што е заинтересирано може да се запознае доколку отиде во Центар за социјална работа или во Центар за поддршка, каде што ќе биде детално запознаено со целата документација и сите процедури кои што треба да ги обезбеди за да стане згрижувач. Значи, велам дека воведувањето во згрижувањето започнува со првиот контакт со лице од социјалната заштита, дали во Центарот за социјална работа, дали во Центрите за поддршка, со самиот однос, со тоа првично воведување започнува таа подготовка на згрижувачот, на лицето за згрижувач. Значи, како што реков, ние обезбедуваме обука на згрижувачите. Таа обука е по Прайд методологијата во нашиот центар и која што детално и целосно ги информира лицата што значи згрижување и како да дадат поддршка тековно на децата во однос на задоволување на нивните здравствени потреби, развојни потреби, поддршка во однос на идентитетот, како згрижувачите да соработуваат со другите стручни лица како членови на еден професионален тим. И исто така многу значено е дека пред да се згрижи дете се прави посета во домот на лицата кои што се заинтересирани да станат згрижувачи, каде што се прави увид во стамбено-материјалните услови, нели дали за детето ќе има обезбедено простор приватен да се развива нормално соодветно на неговите потреби. Исто така се прави интервју со членовите на семејството, каде што е многу значено да се процени колку се тие емоционално подготвени за да прифатат едно дете кое што можеби во минатото се справувало со трауми и кое што во иднина можеби постои веројатност да се врати во своето биолошко семејство. Затоа што без оглед на тоа дали има или нема
семејството дечиња. Оваа родителска улога е многу поразлична од нас со свое биолошко дете, бидејќи многу мина ќе речат, нели, подготвени сме, имаме искуство со дете, но сепак ова е малку поинаква ситуација. И семејствата се тука за децата до полнолетството. Што потоа, Магдалена, каква е соработката со институциите? Тука мислам и на образовните институции за, да речеме, високо образование. Каква е соработката со компаниите за можни идни вработувања? Потребна му е уште многу поддршка на сега веќе младиот човек за да може да застане на своји здрави нозе и да изгради во иднина па и своја семејна средина. Така, да, точно. Ова е многу значајна тема што ја спомнувате. И ние посебен акцент во нашата работа ставаме на насока на подготовка за осамостојување на децата. Во нашите планови за поддршка, тоа е еден многу значаен документ по кој што се водиме во нашата работа. Значи, многу порано, пред да наврши полнолетството, почнуваме со активности и планирање на тоа осамостојување, подготовка во таа насока. Тука можам да кажам исто дека ова значајно што го спомнавте, нели, соработка со, да речеме, ако сака да се запише на факултет, да му се обезбеди тука поддршка, соработка со старателот во насока на обезбедување, нели, лична карта, возачка дозвола, документација која што ќе му биде потребна, нели, да побрзо се осамостои, соработка со нели компании кои што се, нели, партнери на СОС детско село и кои што, нели, понатаму може да обезбедат, уствари пред да се осамостои, може да обезбедат еден вид на менторство, пракса во нивните простори, каде што детето може да се стекне со искуства кои што утре ќе го направат да биде конкурентно на пазарот на трудот. Така што тоа е една цела мрежа на активности и вклучување во услуги од мрежата на поддршка која што е потребна за да се зајакне детето за утре да биде самостојно. Исто така во рамките на СОС детското село многу значаен проект е ЈИП проектот, каде што децата ние ги вклучуваме за да тие се зајакнат во насока на осамостојување, нели, конкурентноста на пазарот на трудот, да им се зголеми, нели, тие вештини за вработување, а исто така во рамките на СОС детско село постојат единици за живење со поддршка, каде што има организирано живење на младинци од 14 до 18 години и каде што засилено, нели, се работи во насока на осамостојување и подготовка на децата за самостоен живот понатаму. Благодариме многу за овие информации, за, се разбира, споделените важни вести во врска со оваа тема. Ние го објавивме телефонскиот број на екранот. Таму може да се добијат дополнителни одговори и информации за сето она што ги интересира идните згрижувачки семејства. Така, ви благодарам на поканата и сакам еден апел вака до сите хумани, добри луѓе да ни се придружат во мисијата, да најдеме поголем број на згрижувачки семејства. Исто така, оние кои што слушаате вие, доколку имате некого што познавате, што можеби би бил заинтересиран, подготвен да врши таа дејност, многу би ни значило да го проширите зборот. Како телевизија би можеле да не поддржите со линковски вклучување од наши настани, бесплатно имитување на спотови од нашите кампањи. Правиме тоа низ годиниве, да. Така, ви благодариме што еве не поддржувате. Хубаво е вака да се потсетиме како сите заедно да можеме да допринесеме. Ве повикуваме и вас како наши партнери еве во таа мисија, така што оставаме на вас да изберете како и вие ќе ни се придружите. Затоа што заедно сме посилни, нели? Така е. И не случајно го говориме ова, бидејќи не секаде и во сите градови имаме подеднаков одзив на згрижувачки семејства и интерес за целата оваа приказна. Во Струмица има, но во Прилеп Центар за социјални работи вели дека низ годиниве опаѓа интересот за згрижување. Зошто е тоа така? Дознаваме од колешката Елизабета Митраска. Елизабета, можеме ли и што да сториме за да ја промениме моменталната ситуација во Прилеп? Добро утро, повтор пат во утринската програма. Ние сме во домашна, пријатна атмосфера, кај ветеранка, би рекле, за згрижување деца, Сонја Јакелич, се чувства новогодишната атмосфера, имаме елката и постојано тука има детски џагор. Што би можеле да сториме?
освен да пренесеме со каква љубов, со какво задоволство. Еве, една од ветеранките згрижувачки Сонја на деца веќе 20 години го прави тоа, му дава топол дом и љубов на децата. Сонја, добро утро. Добре ни дојдовте во утринската. Чест и задоволство ми е вашето присуство. Ви благодарам. Поздрав до целата македонска јавност. Напомнав 20 години, веќе сте згрижувач. Многу деца сте згрижиле, во моментот ги имате и своите и деца кои им нудите топол дом. Каква е ситуацијата, како почна љубовта? Добро утро на сите. Сакам да кажам дека со ова се занимавам од крајот на 2004, почетокот на 2005. За мене ова беше еден голем животен предизвик, кој со отворено срце го примив. Постојат премногу предизвици секако и секојдневни обврски, меѓутоа обврските се претопуваат во она што се чувствува од душата. Така е. Сите предрасуди во животот се малку, ако е пружиш хуманоста и љубовта на децата, конкретно на овие деца што се со безродителска грижа и љубов. Имате две во моментов згрижени, но низ годините барем 10 сте згрижувале. Така е. Повеќето од нив се посвоени и во семејства, сега се веќе и големи деца и се восхитувам на нивниот развој и сум благодарна на семејствата што ги посвоиле, затоа што тоа е доста хумана и благородна работа, да се подари љубов на некого кој нема ништо во животот, е голема работа за мене. И сите предрасуди се рушат, бариерите на сите предрасуди кога е во прашање љубовта и хуманоста кај луѓето. Не случајно вие сте згрижувач, затоа што и вашата мајка ви помага и таа имала предходно, некако се пренесува како традиција и се наследува и ова емоционалност, ова приврзаност кон децата. Точно, јас многу сум среќна што и моите деца го прифатија овој предизвик и се вклопија во нештото, затоа што тие покажаа големо разбирање и емпатија на ова наше долгогодишно работење. Така, да. Како изгледа еден ден заедно со децата поминат? Секако е голем предизвик. Обврските се големи, одговорноста, меѓутоа каков напредок имате? Во секој случај, да, ова е голема жртва и голем предизвик и се има свои и добри и лоши страни, но кога ќе ја видиш среќата кај тие деца, тогаш сето тоа е поголемо од се. Еве и празниците на прагосте, веќе имате украсеност, како ќе ги поминете? Да напоменеме, згрижувате на деца, но имате и 4 своји. Сигурно широко семејство и ќе се соберете. И 4 внуци. Значи големо семејство. Како ќе биде за празниците? Пред се сум личност која ги сака премногу децата, која сакам да помагам. Моето мото е прави добро и ако се врати во ред, ако не исто. Важно е јас како сум исполнета. Празниците секогаш ги поминуваме во домашна атмосфера. Сакам да сум со своите најблиски и да ја пружам сета љубов и топлина од својот дом. Не сакам да сум далеко од семејството, така да секогаш празниците ги поминувам во домашна атмосфера со своите дечиња. Еве, сакам да упатиме една порака, бидејќи податоците говорат во последно време се намалува интересот на згрижувачи, остана оние што се долгогодишните. Која е вашата порака, Сонја? Вака, сакам пред се да ја честитам новата година, престојна нова година, и да кажам на луѓето, бидете вие тие кои ќе ја дарувате љубовта, хуманоста и да подарите едно парче од својата душа
да можат и децата кои му е најпотребна да ја осетат вашата топлина и љубов. И тоа ќе ги грее, се разбира, и напредот. Тоа затоа што среќата е во љубовта. Подарете ја љубовта за да ги направите среќни децата. Благодарам, Сонја, благодарам што ни бевте домаќинка во ова утро. Многу убава порака упати, Сонја, и уште еднаш да кажеме, овие убави пораки, оваа љубов што се дарува на децата без родителска грижа, верувам дека се силен мотив кај сите кои сакаат да ја подарат љубовта, да згрижат деца и секако да ја почувствуваат сите заеднички топлината на домот. Студио. Бети, додека сите ние размислуваме што сакаме да добиеме како подарок за нова година, некои дечиња посакуваат само да не ја поминат сами. Благодарам за информациите. И темата ќе ја заокружиме со што друго ако не со лична приказна во студиото, како е да се биде згрижувач, кој се може да биде згрижувач и кои се одговорностите кои ги носи згрижувањето. Добро утро за Мите Гошев. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте. Благодарам за поканата. Мите, кога вие вашата сопруга решивте да влезете во целата оваа приказна со згрижувањето? Фасцинира позитивно бројката на тоа на колку дечиња досега им имате подадена рака. Па се почна пред 10 години кога сопругата и со нашите 4 биолошки деца почнавме да посетуваме дечиња во домовите за деца. Правевме работилници, се дружевме, ги каневме дома кај нас и тогаш разбравме дека ќе се прави трансформација на системот, дека децата ќе одат во згрижувачки семејства. Мојата сопруга има голема љубов кон децата и решивме ние да се вклучиме. Отидовме во Центарот за социјална работа, се запишавме и од тогаш почнуваме да згрижуваме, а секако морам да кажам дека основниот мотив во сето тоа е вредностите, библиските вредности на кои ние го градиме животот, вредности кои поттикнуваат посебен однос кон таквите деца. Спомена Ване, фасцинантен е бројот околу 15 на дечиња имале можност да добијат чувство за семејство и дом благодарение на згрижувањето, што на подолг, што интервентно. Но пред какви предизвици вие како родители сте исправени во секојдневието со дечињата и згрижените и домашните, вашите? Па домашните веќе одлета од гнездото. Добра. Да, така, тоа е биолошкиот процес, им јакнат крилјата, почнуваат свој живот. И така, решивме гнездото да го пополниме повторно, да биде живо, полно со живот. Предизвиците се, големи се, тоа е долг, нелесен процес да се гради личноста. Тие деца кои доаѓаат обично имало причина поради која се одвоени од биолошките семејства, поминували низ трауми, доаѓаат уплашени, несигурни, им недостига на повеќето од нив биолошкото семејство. И тие се тие денови први кога е така некако најтешко, треба многу трпение, треба многу љубов да се стекне довербата, но детското срце е доверливо. Тоа кога се сее во него грижа, внимание, љубов, не може да израти нешто друго освен сигурност и благодарност. И тоа е она што е целта, првата цел, не е останало се на тоа, бидејќи тие деца имаат и други потреби, тоа и други цели. Повеќето деца биле запоставени во поглед на образование, навики, поведение, па се градат и сите тие нешта. Личноста треба да се изгради, да бидат поставени на правилен пат, за да потоа секако стапнат сигурно во животот кога ќе ги напуштат, ќе го напуштат нашиот дом. Каква е комуникацијата со СОС детско село? Во кој сегмент имате најголема поддршка од нив? Центрите за поддршка кои беа формирани пред 3-4 години, многу ја подобри работата, ние улесни и нам како згрижувачи работата. Нашиот центар за поддршка е СОС детско село,
како што кажав, децата што доаѓаат имат посебни потреби од стручна помош, кои ние не можеме, не сме во секој поглед стручни да ги осигураме, така да во детско село добиваме таква помош. Некои деца имат потреба од, например, психолог, они може да нудат таа помош. Имаме често пати потреба од логопеди, дефектолози, па заедно со СОС детско село така туркаме, пробиваме пат низ институциите, малку тој поглед е оди потешко работата. Добиваме стручна помош во поглед на справување со специфични проблеми, трауми, обуки, и во сите тие аспекти имаме, може да кажем, многу добра соработка, која многу не олеснува работата. Тие не се како итна помош, кога нешто не треба се јавуваме и се стојат на располагање. Добро е да знаете дека ја имате, нели, на располагање. Голема помош е тоа, да. Суштината на целиот овој блок и сите овие разговори е да кажеме дека им е потребна, на секој дете му е потребна семејна средина, но во која што секако треба да инвестираме за да може да создадеме успешни приказни. Колку од дечињата за кои што вие и вашата супруга се грижите, успеа да создадат успешна лична приказна? Так. Па, децата кои биле интервентно сгрижени и сега се во некаква друга форма, некои се вратени во биолошките семејства, сите биле мали дечиња, за мнозина од нив и не знаеме, таков е системот. Добро. Во моментот имаме 3 дечиња кои се дојдоа како малолетни и уште се такви. Добра. Така да се уште ја градиме, се уште го правиме сценарието за успешната животна приказна. И мислам дека во секој случај не се како што беа кога дојдоа, созреа во голема мера. И мислам дека, еве сега е следната година, едно од децата ќе треба да започне полнолетен живот. Мислам дека и со поддршката што ја добиваме од СОС детско село, ќе има добра иднина и секако ние стоиме и понатаму на располагање. Врските кои ги создаваме не се прекинуваат така лесно. Тие ги освојуваат нашите срца и нема да ги пуштиме така. Па добро, не е ова само чин како нешто треба да помине, како да сме ставени на трака, тука се работи за емоции, за поврзување, затоа се вели СОС семејство. Сега да ја опфатиме и другата страна, односно вашата лична страна од приказната, што вие добивате од целата оваа приказна, секако мислиме на нематеријален аспект, ако нели ги споменеме емоциите, врските со децата. Ако е материјалниот мотив, нема да успее приказната. Зашто згрижувањето е жртвување. Семејство се жртвува, луѓето се жртвуваат. Што добиваме? Прво, добиваме живот, радост по семејството. Веќе го споделя тоа и претходните згрижувачи. Како што кажав, во домот има детска смеја, има джагор, не е празен. Инаку ќе не беше празен. Нашите деца, ние се гледаме секоја недела, секако, но секојдневниот живот ни е полн повторно, е осмислен со грижата за децата. И јас го споредам домот често пати како букет. Колку повеќе свеки на поубав е. Така, колку повеќе деца, колку повеќе живот во семејството, толку е поубав. И не само тоа, тој биолошките родители сигурно го виделе, го осознале, кога го вложуваат во децата и се менуваат децата, се менуваат и родителите. Не може детското срце кое е толку доверливо, меко, да не го омекне и срцето на родителот. И во тој случај ние како родители се менуваме со децата. Стануваме повеќе кон нив по смисла на емпатија, љубов, искреност. И на крајот на краишата таа благодарност што се гледа во нивните радосни очи, насмевки, е неголемото богатство. Непроценливо. Ќе ве прашав зошто на крајот на разговорот за згрижувањето, но вие што туку го кажавте неголемиот аргумент, мислам дека апсолутно нема потреба да го поставуваме ова прашање. Волку емоции на едно место одамна не сме доживеале. Многу ми е драго што мислам дека пораката ја пративме. Се надевам дека ќе допре до голем број на родители кои што ќе понудат можност за убав живот на многу дечиња кои имаат потреба од тоа. Така е.
Благодариме. Да. Сега, јас сум добил едно прашање кое што навистина и во текот на разговорот со представничката од СОС-детско село ми пролета низ глава, но за жал успеав да го поставам, но еве за следен пат, дали може сам човек, индивидуалец, кој што живее да згрижи. Мислам дека може. Дека може. Јас познавам такви. Баш нашиот ликовен уметник Велимир Жерновски не искомуницира на социјалните медиуми, ми го поставила прашање, сепак нели има доста луѓе кои што останале без партнери, разведени, кои што се сами, маж, жена. Доколку ги исполнуваат основните услови за згрижување, апсолутно. И вие како згрижувачи го Познавам така, да. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро.